Драги гледачи, добре дојдовте во уште 45 минути. Моето име е Данило. Моментално е месец јуни. Месец кој студентите го знаат, најчесто го практикуваат подење во странство преку користење на различни студентски програми, а едно од тие, и можеби најзвучната и најглавната, е програмата Work and Travel. Студентите одат најчесто во две држави. Тоа се Соединетите Американски држави и Германија. Мене ми буди особена носталгија месецот јуни, бидејќи јас сум дел од тие студенти кои што имаат користено таа програма два пати и веќе сум, да се наречам повратник, може да се наречам повратник и корисник на таа програма. Прекрасно искуство, прекрасни 2 лета во Мичиган, во Соединетите Американски држави. Денеска од мојата десна страна имам еден млад господин кој што е, да кажеме, млад експерт во оваа област, со кој што ние се знаеме еден, да кажеме, краток период, а јас морам да кажам дека претходно ги имам користено услугите на неговата агенција за посредување, совработување во Соединетите Американски држави, тоа е Коузен агенцијата. Со мене денеска е Стефан Кочовски. Стефан, добре ни дојде. Добро ве најдов, благодарам за поканата. Ти го спомна зборот носталгичен, јас ќе кажам дека сум сентиментален, бидејќи јас бев дел од програмата Work and Travel во минатото и кога ќе дојде овој период, почеток на месец јуни, испливува таа сентименталност на површина, дека беше преубав период каде што се спремам за големи предизвици во Америка и се разбира, нели, да поминаме на прекрасно лето во Америка, кој што секој студент треба да го очекува и нормално е како ќе го добие. Кои се најубавите, вака почнавме, кои се најубавите 3 работи што ги понесе, да кажеме, од Соединетите Американски држави, твоето искуство? Каде беше вака? Вака, јас имав прилика да работам на најатрактивниот дел во Америка, да кажам, источното крабеже покрај Атлантскиот океан. Јас работев во градот Вајлвуд, значи тоа е одличен град каде што има бордвок и е доста живо и вајбрант, ќе искористам англицизам. Многу добро место, многу позитивни луѓе, студенти од цел свет и можам да кажам дека најдоброто нешто што го понесов од моето искуство во Америка се познанствата со голем дел на луѓе кои што доаѓаат од различни региони во светот, кој воедно е најголема придобивка за секој студент кој може да ја очекува и да ја добие, се разбира, од самата програма. Тоа беше Нью Џерси, така? Да. Моето искуство, пример, ја пред да си заминам за Соединетите Американски држави, јас секој се прашав, сум имал другари кои претходно биле нормално ми кажале најубави работи, ама секој се прашав како може за толку краток период, ова трае 3-4 месеци, 5 месеци, не знам ни дали толку трае. Да. Како може за толку краток период луѓе, млади луѓе особено, што ние знаете младите какви сме, кој има квалификација за одредена работа, кој нема, па карактери различни, па многу работа, па сите сакаме да ќе што е можно повеќе. Се прашав како може да толку краток период странскиве компании, амерички компании те стават во некој систем да работиш, да продуцираш многу повеќе, да се жалиш од работа, ама на крајот и да бидеш добро вреднат, да кажеме, на финансиски аспект. Вака, значи системот амерички, не е системот на компаниите, системот амерички ти принудува да го промениш менталитетот. И е многу квалитетно и многу добро, посебно за ајде да не ја издвојам само Македонија, туку за држави од регионот, каде што младите сакаат да заработуваат пари, меѓутоа да немаат работна навика, да не работат во превод, е многу добро за нив, бидејќи за само 4 месеци се враќаат како нови луѓе, точно, и мислам дека јас и ти можеме да го кажеме тој, да го потврдиме дека тоа така. Значи системот амерички е тој што е така воспоставен да сите млади луѓе да го сменат преклопникот, нели, кога ќе се вратат да бидат едноставно различни луѓе, различни личности. Да, и не е само во работните навики, тука е во целиот мајндсет на тоа како гледаш на работите. Искрено има голема доза на здрав патриотизам, таму сега има нормална доза на секаков патриотизам, но голема доза на здрав патриотизам која што можеби јас би рекол на некој начин како што сме растеле, нас не недостасувала тука. Така да верувам и твоето и моето искуство едно од стварно навистина убави искуства кои што ни вредат. Еве да почнеме веќе со Work and Travel програмата. Дали може да ми кажеш кои услови треба да ги исполни еден млад студент за да аплицира на оваа програма?
Вака, еден услов треба да исполни само студентот, тоа е да ми одговори на следново прашање. Накратко, кога секој студент доаѓа во агенција, прво нешто што го прашуваме, единствено ако одговори точно на прашањето, дека веднаш се квалификува да биде дел од програмата. Е тоа да ми објасни што значат ѕвездите на америчкото знаме. И какви одговори имаш чуено? Да ти кажам искрено, имам секакви одговори чуено, меѓутоа правилниот одговор никој го немам добиено. Сега се надевам дека не следат доста млади кои следната година ќе аплицираат преку нас за летната студентска работа во Америка и кога ќе дојдат ќе го знаат одговорот и веднаш ќе бидат квалификувани, е тоа дека 50 ѕвезди, бидејќи 50 ѕвезди се на знамето, ги означуваат 50 американски стейтови во Америка. Значи 50 држави во Америка се во суштина 50 ѕвезди на знамето. А белите линии, исто за информација на гледачите, се карактеризира за 13 колонии британски кои имаат имаат основано државата Америка. Значи имаат прогласено независност во времето. Тие се британски колонии и така е поделено американското знаме. Така и сега како јас не сакам да ти поставам прашање дали има 51 држава, бидејќи имаше некои коментари, дали е тоа Гренланд, дали е тоа Канада. Може и Македонија треба да видам. Не знам, јас знам само дека последна држава била Хаваи, 50-та држава била Хаваи, ако не се лажено 1951 година. Така, после Втората светска војна. Да, после Втората светска војна, последна е Хаваи, а за 51-та година имам, се извинувам, 51-та држава има многу контраверзии, така да time will tell. Time will tell. Значи, треба да е студент првенствено, така? Секако да. Што друго зависи, примерно, дали знаеме дека ги знаеме мобетите дека треба оценки добри, да. Но ќе оставам ти да ми кажеш повеќе. Вака, единствен услов, претходно се нашаливме, нели? Единствен услов да студентите се квалификуваат за да аплицираат за програмата се редовни студенти. Тоа значи да следат настава регуларно и да ги положуваат предметите регуларно, да не бидат вонредни студенти. Покрај тоа, сите други работи кои што се бараат се миновни, да кажам познавање на англиски јазик. Вие треба да знаете, да имате основно познавање на англиски јазик. Ќе ви биде полесно. Точно така, ќе им биде полесно, меѓутоа и не мора да се знае добро англиски јазик, бидејќи има такви позиции кај што не се бараат познавање на англиски јазик, како што се back of the house позиции во куња, како што се миеч на садови, готвач, помошник готвач и така натаму. Се извинувам само да се уфрлам само со мој искуство. Јас дури приметив дека и front of the house, односно тоа е нели во гостителството, келнерите, шанкерите, басерите, фудранерите, оние кои што изнесуваат храната, дека од овие студенти, на пример со кои што јас сум работел во мало градче во Мичиган, кое што не беше голем студентски град како Кейп Кот или некои други. Не имаа познавање на англиски јазик. Туку едноставно вака така и луѓето многу е добро да се каже дека американските гости се прилично внимателни, коректни и многу љубезни како народ. Особено во таа сфера многу почитуваат. Се ние имаме секако размислување за тоа како ние се однесуваме во кафана, но ако тебе пример државата ти наложила дека ти одиш во ресторан и на секоја сметка треба да оставиш минимум, она што го викаат mandatory tip, задолжителен бакшиш од 20% од сметката, тоа не само што вака по джебот те едуцира, туку многу и мислено те едуцира. Се има и тоа фалинки да кажеме, но фалинките се во некои мали статистички грешки, а впрочем да збориме реално, животот е математика, што впрочем нема статистичка грешка во него. Извините, те прекинав. Америчките граѓани во текот на летото се навикнати да во помалите градови, нели како што се work and travel местата за работа, кои што примаат work and travel студенти, се навикнати да бидат обслужени од страна на work and travel студенти, имаат разбирање. Бидејќи самата програма, за твоја информација, постои од 1969 година. И Америка веќе, да не кажам, скоро 80 години, програмата е активна во Америка и веќе луѓето во Америка се навикнати да во текот на летото бидат обслужени од страна на студенти на странски студенти, точно така, да. И знаат дека една од бенефитите на самата програма е тоа да се усоврши англискиот јазик. Значи, една од придобивките и бенефитите на самата програма е усовршување на англискиот јазик, бидејќи во денешно време без англиски јазик млада особа тоа мора да биде маст. И за познавање на американската култура, да кажеме, што на некој начин во превод значи разбирање на мултикултурализмот кој што постои таму.
Што мислам дека реално кога одиш таму и кога соработуваш со луѓе од секакви позадини, пример јас сум имал гости апсолутно од секакви позадини. Гледаш колку луѓето и сите таму што се доста се и дојденци нормално како стигнале таму. Навистина ти дава основа и за разбирање на другите народи, да кажеме, во светот, па и другите религии. Да. Па вака, многу интересен податокот дека Америка има оформено културната размена, така се тоа е називот на програмата, културна размена, точно, за да ги зацврсти темелите на јавната дипломатија. Што значи јавна дипломатија? Јавна дипломатија значи да се шири америчката култура не преку официјалните дипломатски канали, влада преку влада, туку преку таа културна размена. Тоа значи јавна дипломатија и со тоа Америка прави добра релација со сите земји во светот. Така. Тоа во политичката наука се вика и soft power, односно мека моќ. Така да се вратиме кај студентите на Work and Travel. Значи треба се студенти, треба да го познаваат англискиот јазик, колку оценките, пример при добивање на визата, бидејќи визата е горе-доле најголемиот проблем, ако не и 90% од целата работа. Да го формулирам прашањето. Која е проодноста на македонскиот студент на виза и кои услови влијаат да студентот ја добие или односно не ја добие визата? Така, ќе се согласам со тебе, дефинитивно најголем фактор за добивањето на виза се оценките, бидејќи програмата е наменета специјално за студенти. Сега студентот ако не ги исполнува критериумите, нели, ако не е добар студент, има ризик да остане во Америка, точно. И на тој начин америчката влада се заштитува да нема трајна миграција од страна на Work and Travel, односно сезонските работници. Така да, еден од главните фактори е студентот да има положено минимум 50% од своите испити, нели, да приложи, да има основ зашто би се вратил во матичната држава. Бидејќи ако е редовен студент, нели, ако си ги завршува испитите на време, тоа значи дека факултетот него му значи. Така, и не би имал намера да остане во америчките држави туку оди, специјално само да стекне некакво искуство, нели, и да се врати потоа во Македонија да ја продолжи својата, нели, кариера или образование во Македонија. Имате ли некои конкретни бројки колка е проодноста на студентите тука во Македонија и можеби во компарација со странство? Вака, кружат многу гласини во јавноста дека има преголема оверстеј од страна на македонски граѓани во Америка. Можам да кажам дека тоа не е така, можам и да потврдам дека тоа не е така. Во последниве години имаме тренд на многу мала одстапнина, да кажам, останатост во Америка, некаде под 2%. Тоа е трајна миграција? Да, на трајна миграција. Значи, ние немаме трајна миграција, веќе е исчезната. Можам да потврдам дека веќе е исчезната, дека сите македонски студенти, посебно, ќе потенцирам студентите што се испраќаат преку нашата агенција, не остануваат во Америка. Сите идат, си ги завршуваат своите ангажмани, своите обврски и се враќаат во Македонија. Значи, процентот можам да кажам дека е под 2%, што е супер бројка. Тоа е добра бројка. Реално јас кога бев таму, запознав и доста студенти, јас бев сам, не бев со големо друштво, така да, бројките веројатно се тие и знам дека нема голема миграција, бидејќи сепак е на некој начин голем е ризикот. Значи, поразговаравме за условите, поразговаравме за проодноста. Што друго може да кажеме за програмата Work and Travel? Колку време, например, во Македонија, кажа дека таа постои од 69-та. Да. Тука во Македонија од кога имаме, колку студенти од прилика сме испратиле, кој е интересот, дали расте, дали опаја? Да, значи ние како агенција имаме започето во 2000-та година да ја пласираме програмата во Македонија. Скоро, да не кажам, скоро 3 децени ја работиме оваа програма. До сега имаме испратено скоро, да не кажам, 30.000 студенти во Америка, што е одлична бројка, ние сме задоволни, да, сериозна бројка, сме задоволни од самите бројки. Вака, исто така би сакал да споделам дека самата програма и да го пофалам интересот од страна на студентите дека не опаѓа, само се зголемува за самата програма. Значи, како во минатото имам слушнато од, да не кажам, ајде постарите колеги, да не се навредам, од поискусните колеги, кога било многу тешко да убедиш родител да го пушти своето дете во Америка. И јас да би бил родител исто во тоа време, нели, Америка, далечна земја, треба преку Атлантикот, кој ти гарантира дека
твоето дете би бил сигурен таму, така како би се нашол 3 до 4 месеци во Америка. И било многу тешко да се убеди. И многу сум горд што сме ние таа агенција што ги има воспоставено темелите на самата програма не само во Македонија, туку и на целиот Балкан. Имено ние сме меѓу првите агенции кои што регрутирала студенти за Work and Travel програмата во на нашиве простори. Во тој поглед. Сега да се навратам на интересот на програмата, дека имаме преголем интерес, сакам да ги пофалам студентите, специфично на тоа дека младите не се спремни да се навратам на нашиот муабет од претходно, очекуваат само исплата, а не сакаат да работат. Сега, тука не идува малце на конфронтација со самиот себе си, нели? Не согласување, бидејќи студентите многу се заинтересирани за програмата, а се веќе свесни што самата програма нуди, нели? Дека треба да се работи 4 месеци. А Америка е сурова, не е тука како на Балканот 8 сати ќе ги изработиш и тоа е тоа. Таму се работи повеќе. Се бара продуктивност, да. Точно, се бара продуктивност и за да можеш да опстанеш ти треба да работиш 2 работи. И ако сакаш стварно да заработиш, ако е тоа целта, и ако целта на програмата е културна размена, да се стекне некакво искуство со самата програма, не е целта да се заработи. Целта е да се исплати инвестицијата што си е дал за програмата и да научи студентот како да ги менаџира нели своите средства, својот буџет за време на престојот во Америка, бидејќи претходно тоа не припрема, да кажам, за во возрастниот свет, нели, да знаете како да ги распределувате своите средства во иднина. И друга која си странство оставен сам на себе. И реално да споменеме, веројатно таа инвестиција што ти спомна, таа најбазична, да се исплати тоа што си инвестирал за да тргнеш таму, веројатно на студентите верувам, знам дека доста повеќе им се исплати од тоа. Колку целосно трае вака целокупно, колку најмногу смее да се работи во странство? Во користејќи оваа програма. Вака, за секоја држава има доделени официјални датуми од страна на State Department, бидејќи програмата е регулирана. За секој засебен стейт во Америка, така? Не, за секоја држава од каде што се испраќаат студенти. Да кажеме, работните, точно, да. Времетраењето на работниот ангажман во Македонија е различно за времетраењето на работниот ангажман во Црна Гора. Во Македонија официјално македонските студенти имаат право да работат од 1 јуни до 30 септември легално во Америка и потоа добиваат 1 месец период на шетање. Право на шетање. После тоа мора да се вратат. Иначе ризикуваат да бидат останати на црно во Америка. Сега, во Црна Гора студентите, официјалните датуми на студентите се од 15 јуни до 15 септември. Така. Тоа се дозволени за работа, што еден месец помалку му доаѓа од тука, така? Да, ама битен фактор е академската година. Кога студентите завршуваат со факултет календарски и кога студентите започнуваат со факултет. Во Македонија календарски академската година завршува на 30 мај. И затоа студентите имаат право да работат легално од 1 јуни. А почнуваат нели со студиите од 1 октомври, 15 октомври, секој факултет нели си има свои правила. И затоа имаат право нели, они не мора да го искористат периодот кој што им следува легално да останат во Америка за шетање, може да се вратат да го започнат факултетот. Меѓутоа, како информациите кои што ја ги имам, дека најголем дел од факултетите започнуваат со студии од 15 октомври. Така е за секоја држава. И State Departmentот врз основа на информациите кои ги прибира од амбасадите во секоја држава, нели, од америчките амбасади во секоја држава, така ги креира, нели, тие да кажам тие работни денови за студентите. Да. Прави смисла и интересен начин како они тоа го регулираат прашањето и добро е ова да се одговори, бидејќи можеби во јавноста се појават прашања дека можеби некоја држава е од тој ред или од ваков ред или од наков ред. А сега, голем е интересот, расте интересот, така се намалуваат стереотипите за работењето во странство, особено користејќи оваа програма, што реално е голем резултат на поволностите кои се покажуваат преку социјалните мрежи. Самата технологија повеќе ти овозможува да се случи со родителите дома, да немаат страф од било што. Вие, верувам, како агенција давате сигурност, давате безбедност, сте во комуникација со фирмите. Во насока на фирмите кои нудат, кои поддржуваат оваа програма, дали од година на година се шират американските компании кои даваат оваа програма, дали горе-долу остануваат исти, дали легуваат или излегуваат наизменично? Како изгледа таа ваша комуникација? Вака, морам да разграничам некои работи. Едно е работодавец,
каде што студентите работат, а друго е спонсор. Сега да ги објаснам правилата на програмата. Значи правилата е строго регулирана и основана од страна на State Department-от на САД. Сега, State Department-от со мониторинг на тие спонсор агенции, кои што се клучните играчи во целото work and travel искуство, ја реализираат програмата. Тоа се непрофитни организации во Америка кои што се имаат стегнато со право да издаваат работни дозволи и да ја спроведуваат програмата. Сега можам да споделам дека ние соработуваме со двете најголеми и најстари спонзор организации во Америка, тоа се CIEE, воедно најстариот спонзор, основан уште во 1947 година, како непрофитна организација за образовна размена, потоа преименувана за културна размена, Council of International Education Exchange и Interexchange, EX. EX е основан 1967 година и спонзор агенциите се одговорни за наоѓање на работно место на студентот, издавање на работната дозвола на студентот, нели, и како да кажам, да го следи, нели, статусот на студентот и да го поддржува за време траење на целиот престој. Сега, во поглед на заинтересираноста и на потребата од работодавците, нели, на работна сила од странство, можам да кажам дека е преголема, бидејќи бидејќи сите work and travel студенти работат на туристички атрактивни локации, каде што има голем број на туристи. Голем обрт на работа, динамична работа. Да, а дефицит на работна сила. Така. Дефицит на работна сила. И затоа интересот од страна пред се на работодавците останува преголем и наши предвидувања се дека така ќе остане барем во наредните 20 до 30 години. Значи 20 до 30 години сигурно ќе постои програмата и само веројатно ќе продолжи да се шири, да. Безусловно. Да. И тоа што го спомна дека работат на места каде што има голема динамика, каде што има голем обрт на луѓе, на гости. Јас сум приметил дека ако може за нешто да се пофалиме, не само како македонци, туку веројатно и како балкански народи, тоа дека сме доста продуктивни, сме доста работливи, веројатно кога сме ставени во вистинската средина. Знаеш она која и кулата ставаш во аквариум, која ја оставаш во океан, колку таа расте. Сега, што странските компании нудат поразлично, односно еве студент, да го наједноставно да поставам прашањето. Ако млад студент кој што еве сега јуни е веќе, ние снимаме во јуни, ќе оди за Соединените Американски држави со секој може момент. Што да очекува од компанијата таму? Што може да очекува? Која горе доле саатницата? Што добива како услови, смештај и некои други работи? Вака, едно е сигурно дека студентите може да бидат сигурни дека добиваат 32 часа минимум неделно работа. По тоа работодавецот не сме да оди. Значи 32 часа добиваат загарантирани работни часови. Сега, после тоа, студентите исто така за како компензација за својот работен ангажман добиваат плата. Сега тие плати се на база на исплатата е не еднократно како што е во Македонија, туку е на час. Значи на час добиваат одредена саатница. Сега тие саатници во минатото беа многу пониски. Јас нажалост кога бев дел од програмата саатницата беше 9:25. Се уште имаме саатници каде што во некои стейтови каде што саатницата или кај некои работодавци или за некои позиции каде што е 9:25, меѓутоа тие позиции се типс позиции. Така. И студентите живеат од така наречениот типс. Сега во моментот индивидуално е, нели, индивидуална е саатницата за секој стет, меѓутоа можам да кажам дека се движат некаде од $13 на час па се до 20-22 некаде каде што се животните трошоци повисоки. Сега тоа е на пример Калифорнија, претпоставувам. Тоа е Нью Џерси. Да, тоа е Калифорнија. Не би рекол дека Нью Џерси, можеби некои други држави по на запад, меѓутоа источниот дел и северниот дел и јужниот дел на Америка ние го препорачуваме за студентите бидејќи трошоците за живот се ниски, а саатниците се доста високи. Каде е подобро студент дојде? Дали дојде на некој голем студентски центар каде што знае дека има студенти многу, или да ризикува дојде како јас што заминав на едно мало градче каде што бевме 20 до 30 студенти на програмата? Вака, тоа е индивидуален избор на секој студент. Ние, како поискусни да кажам, посебно јас веќе што сум бил на дел на програмата, секој студент го советувам следно. Доколку оди во Америка прв пат,
да биде дел на програмата, да оди во место каде што има поголем број на студенти, како што се забавни паркови, хотели поголеми, некои резорти и така натаму, и градови каде што прима повеќе work and travel студенти и некои полесни позиции за да се адаптира на системот. Многу студентите кои кај нас доаѓаат да бараат работа, ги бараат најтешките позиции и тие што кружат, нели, помеѓу студентите дека се најдобро платени. Како на пример Сервер. Пред се, сервер позицијата, да, можеби е најплатена позиција, меѓутоа најплатена позиција во поглед на типсот. Ама ти треба си, како студент, треба да бидеш способен да го заработиш тој типс. Точно. Ако не го заработиш тој типс, врз база на претходно стекнато искуство, како очекуваш да ти биде платено. И затоа тие студенти кои што одат прв пат во Америка, ние ги советуваме да одат на полесни работи, да се запознаат со системот амерички како функционира. Барем на почетокот, па после нека менува. Барем на почетокот, точно, да стекнат работна навика, бидејќи претходно 80% од студентите немаат ништо работено во Америка, во Македонија се извинувам. Па потоа за втора, за трета година може веќе да си дозволат да ги работат тие позиции. Пример, јас паметам дека јас кога заминав таму веќе имав некоја јас го работев ова што го зборуваш, сервер. Но кога ја бара втората работа, тешко се наоѓаше во малото градче втора работа. Што можеби тоа е, да кажеме, слабоста на малите градчиња, ако одиш во место каде што има многу студенти, веројатно и оптегот на работа, на работни места и да сакаш да промениш е многу поголем. Јас кога ја добив втората работа, за се договорив за да бидам сервер, но за да бидам сервер ми требаше месец време за да ја поминам секоја можна позиција која што е, да кажеме, дали е под сервер, не сакам така да се изразам, но сервер за да биде сервер треба да ги знаеш сите овие работи, а не да станеш сервер без да ги знаеш овие работи. Како на пример, басер, тоа е оној кој што ги чисти масите, кој што ги средува, фудранер е оној кој што ја изнесува храната, седи во кујна, знае кои, да кажеме, најобични работи каде стојат вилушки, каде стојат такви работи. Точно. А имаш една позиција што тука не знам колку има во ресторанива, тоа се вика експо, тоа е оној кој што е помеѓу front of house и back of house, кој што проверува како изгледа дењето пред да се пушти во кај гостинот, односно дали е се на место, дали месото можеби ја проверува температурата, дали декорацијата, најчесто ги декорираат тие експо што ги зборувам и тоа се треба да помине за да стигнеш до оваа сервер позиција. Мала дигресија. Ти кажа еден совет вака за млад студент кој што би одел во странство, јас кажувам моето искуство е прекрасно, но сепак мислам дека математички е нормално да пример на поголеми места дека ќе добиеш поголеми шанси да кажеме. Мојот друг совет е да одат без предрасуди за тоа со кого ќе работат, за кого ќе работат, што ќе работат. Најбитно. Животна школа, животна лекција, на некој начин не е улична школа македонска, но е улична школа американска, што од аспект на финансиски аспект е можеби далеку посурова него македонска, да нема кој да те спасува таму, нема многу другари. Ќе бидеш внимателен, ако задоциш на работно место е малце по-проблематично него тука, верувам. Некој совет да чуеме и од тебе? Да, пред се студентите не треба да одат со преголеми очекувања. Така. Значи, најголем синдромот на македонскиот граѓанин е дека очекува премногу. Значи, пред се студентите не треба да одат со преголеми очекувања. Треба само да одат со очекување дека ќе си го поминат најубавото лето до сега што го имале. Така. Да бидат спремни за забава. Џабе е работа ако нема забава, така, ако не уживаш во работата. Џабе е воркот ако го нема травелот. Ако го нема травелот, точно така. Така. Се заборавали на тој момент на травел или доста студенти доста патуваат? Доста патуваат, јас сум изненаден и е за поздрав. Позитивно, да. Позитивно изненаден и е за поздрав дека голем дел на студентите патуваат низ Америка, сами си ги организираат, си ги менеджираат интерните внатрешни летови во Америка, нели? Што и тоа е предизвик сериозен? И тоа е предизвик, да, за информација, америчките компании багажот се купува дополнително, на пример, добро сега ако ги земеме нискобуџетните компании тука кај нас и кај нив мислам се купува дополнително, ако ги земеме овие понормалниве компании како што се Turkish, Lufthansa и така натаму, багажот се следува со самиот билет. Меѓутоа во Америка се доплаќаат тие куфери, нели? Студентот самиот треба да ги регулира тие работи. Како што знаеш ти, многу студенти одат со 2 до 3 куфери, така и треба да се враќаат со повеќе, најчесто да. Види, одат со празни куфери или се купуваат таму, но се враќаат со многу повеќе. И знаеш, сите тие работи во организација, нели, да патуваш со толку куфери, да посетуваш повеќе дестинации во Америка и така натаму е предизвик пред се и е за голем поздрав од
за сите студенти, така да одговорам на твоето прашање, просто да. Многу често се искористува нели таа привилегија што е доделена од страна на програмата, дека студентите го искористуваат травел делот, нели, и го користат до максимум, можам да кажам. Освен Соединетите американски држави, дали имате други програми како на пример работа во Германија студентска? Вака, ајде да одговорам поопширно на прашањето. Значи, Коузен е компанија која е корпорација, не е само не нуди само студентски програми. Значи, Коузен е корпорација која е потекна од Македонија. Значи, Коузен е македонска фирма која што има премногу програми. Work and Travel е само еден аспект, еден мал дел нели од програмите на Коузен. Ние како корпорација постигнавме преголем успех да отвориме наши представништва под брендот Коузен во 23 земји во светот на 3 континенти. Сега, во тие канцеларија, односно во тие држави, нашата најпопуларна програма не смеам да испуштаме cruise ship employment, односно вработувањето на големите крстаречки бродови. Покрај нели тие студентски вработување на бродовите, нудиме и сезонски вработување во регионов, нудиме едукативни програми. Исто така се бавиме и со делот пожарникарството како гранка, испраќаме голем дел на пожарникари да работат на привремени краткорочни проекти во странство, за кои што сме многу горди, ама во главно нашите најпопуларни програми се студентските програми и cruise ship програмите, да. Што би можело да ни кажеш за cruise ship? Бидејќи тие, на пример, јас памтам као дете едно време кога се појавија пред 15 години. Може да не се појави ни тогаш, не тогаш баш памтам. Знам дека кога се појавија беа као голема работа, беа као big deal и знам дека се уште се. Што треба за да се аплицира за тие проекти? Така, пред се сакам да кажам дека cruise ship индустријата е една мегаломанска индустрија, за која многу малку сме запознаени ние тука, со оглед на тоа дека Македонија нема море, нели, многу ретко се крстари. Но и ретко се прави новија теми разговор, би рекол ја во јавност, така. Да, ретко се прави. Сега трендот на крстарење се подобрува, можам да кажам. Ние исто така се проширивме, дел од нашите активности ги проширивме во травел делот, каде што нудиме голем број на крстарења, патување, нели, врз основа на стекнатото искуство кое го имаме преку вработувањето на бродови. Сега, таа е многу интересна тема и мило ми е што ме праша. Бродовите, да ги наречам градови, тоа не се бродови, тоа се градови. Значи, веќе не се конструираат бродови, се конструираат градови. Кога стигна еден брод да превезува 10.000 патници, 10.000 патници, што повеќе да зборуваме? Така, колку работна сила му треба на тој брод, ако самиот брод за време трајање на еден круз од 5 до 7 дена обслужува 10.000 гости. Само за еден брод зборуваме. А само Карневал групацијата има не повеќе, не помалку 90 бродови. Така, мощно интересно. Да, точно и сакам да кажам тоа дека работната сила која што испраќаме ние на бродовите се брои не во стотици, туку во илјадници апликанти секоја година. Испраќаме не само од Македонија, туку и од другите држави во кои нели имаме представништво. Значи кажа дека ова е македонска компанија која што има представништво во повеќе земји, 20 на наброја некои. Мислам дека еден стереотип за оние кои што можеби Коузен не го знаете тоа дека Коузен е можеби странска компанија со македонско представништво. Не знам дали со тоа се стекнал ти некаде во искуството. Да, имаме многу често. Вака, повеќе наидуваме на тој факт во другите држави, отколку во Македонија, бидејќи Македонија е мала земја каде што се познаваме едни со други, а веќе долго време сме на пазарот како агенција и не знаат луѓето дека потекнуваме нели од Македонија. Меѓутоа во другите држави од каде што имаме, бидејќи ние работиме и имаме представништва во помалку развиените земји во светот, луѓето мислат дека сме америчка компанија. А кога ќе слушнат дека доаѓаме од земја која има 2 милиони жители на Балканот, што ретко служат како ретко луѓето ја знаат Македонија како држава, ме радува фактот дека можеби ние како македонска компанија сме еден вид некој бренд амбасадор. На амбасадори, точно тоа тргна да го кажам, како амбасадори на самата држава. И многу луѓе ги имаме запознаено со Македонија. И тоа е целта, нели, и треба да биде мисијата на еден македонец, нели, да се ја промовира својата држава.
Па впрочем и целата поента и на Work and Travel програмата која ја и ти сме ја користеле, па така едноставно цело време разговараме лесно за таа тема, е дека си амбасадор на својата земја во странство. Јас сум бил на пример единствен македонец во куќа со романци, со црногорци, турци, дали Турци, имаш, да. така турци има доста реално. Доста И доста романци има. Доста романци. Турците и романците. Турците се најмногу по бројка. Годишно турските агенции испраќаат од 10 до 15.000 студенти, која е фрапатна бројка, да бидам искрен. Кои се нашите бројки вако компарација со турците? Па вака, можам да кажам дека Македонија може да испорача околу 3 до 3.500 студенти годишно за програмата, што се... Па тоа е голема бројка. Процентуално гледано, со популацијата на Турција, популацијата на Македонија, 3.500 со 15, тоа е сериозна бројка. Да, а една Албанија испорачува исто од 3.000 до 4.000, Така, 3.500 до 4.000 студенти годишно. Албанија е малку поголема нели од Македонија. Во споредба со другите земји сме доста добри. Доста добро котираме. Да, реално солидна бројка оваа во компарација со турците. И романците знам дека доста луѓе имаат и они студенти. Точно, да, и интересното е тоа што еве како информација, секоја година во Америка пристигнуваат 300.000 студенти од цел свет да бидат дел 300.000 студенти од цел свет. Значи имаме филипинци, имаме индици, имаме турци, имаме македонци, се извинувам, имаме романци, не знам од другиот дел од светот, имаме од Ирска луѓе што доаѓаат, англичани, значи јапонци исто е популарна во Јапонија, од Бразил доаѓаат студенти, значи ако сакате да стекнете познанство од целиот свет, програмата е кроена за тоа. Да, ова е Ако сте студент, не го пропуштајте ова. Дефинитивно. Спомена дека вие како агенција се бавите колку години со ова? 20, па ова е 29-та година. 29-та. Извини, се извинувам на мала корекција. 29-та година од постоење на Козон на агенцијата, меѓутоа ние се бавиме од 2000-та година. Тоа се точно 26 години. Значи следна година јубилеј. Јубилеј. Еве уште сега те поканувам да учествуваш на прославата за јубилејната година. И целиот тим, се разбирам. Како успешен повратник, се дали тоа успех? Па успех е, види, да ја преживееш Америка, да се вратиш со позитивни искуства од Америка. Да, ги знаеме какви искуства има од луѓе кои што одеднаш и се малку мора да видиме реално. Не може ти да немаш никакво работно искуство и додеш во Америка да очекуваш 16 сати. Таму 16 сати е работа, ефективно тие 16 сати имаш ти над 14 сати ефективна работа. Не е тоа да за... тргнам од мене, значи да тргнам од мене. Јас кога работев две работи. И мене ми беа работите поделени од 7 часот наутро до 5 часот попладне, имав 1 час пауза и од 6 часот попладне до 12 сабајлето. Работев. Сега за дете, ќе се наречам дете, пошто јас во тоа време бев дете. Да работи повеќе од 15, околу 2-13 часа, што претходно немал никакво работно искуство, е предизвик голем. Но кога некој те вреднува, кога се стаја на вистинските науки, мора да кажеме дека се може. Така? Секако да. И можам да потврдам дека сите студенти кои што се учесници на програмата се 100% вреднувани од страна на работодавците. Да, тоа можам да потврдам и да споделам лично искуство. Јас работам, на пример, викендите работам од 7 до 12 часа, двата дена. Значи тоа беше, тоа е по 7 сати, по 7 сати работа, имам само едно половина час, околу 1 и пол, така, додека сменам едната работна позиција на другата. Малтене од понеделник до петок беше одмор со 12 сати, но многу е добро кога тоа се вреднува, знаеш дека таму и мора да кажеме дека не би работел ти толку време на работа да не е работната култура таква каква што е. Работната култура мора да признаеме дека и од страна на менаџерите надолу, но и од работниците нагоре е секогаш мощно и демократски настроено, бидејќи ние за Америка имаме некои размислување, капиталистичка земја, не се почитуваат работнички права. Јас имам некоја друго размислување, дека тоа е капиталистичка земја во која се почитуваат повеќе работнички права отколку тука се почитуваат. Бидејќи јас имав едно недоразбирање со менаџерот, едноставно не знаев дали му беше проблем или едноставно не се разбиравме. Подоцна се разбравме, сме многу блиски и ден денеска. 2 години, 3 години кога јас сум се вратил од Америка. Се пожалив на HR службата и од тогаш HR-от застанува од моја страна, што сум јас таму 3 месеци. Значи гледа логиката. Јас сум таму 3 месеци. Они стануваат на мојата страна, бидејќи сваќаат дека тоа е објективната страна, каде што мене можеби тоа работничко право ми еускратено, и одат кај менаџерот што им е менаџер таму 12 години да му кажат дека он сгрешил, да он да ја признае својата грешка, нема его, нема реперкусии понатаму, нема одмазди, нема реваншизам како што ние тоа
го знаеме тука едноставно се продолжува да се функционира. Тоа е голема предност можеби на странските компании, која што можеби на нашиот пазар и на нашите компании тука до некаде каска. Па види, се надевам дека тој тренд ќе се промени, бидејќи имаме толку искусни студенти кои биле дел од самата програма и нели во споредба со твоето искуство, нели, го имаат, претпоставувам дека сличното искуство придобиено од Америка и дека кога ќе дојдат на чело на тие компании, нели, како одлучувачко тело, нели, за одредени промени, нели, и услови кои што ги нуди компанијата, сметам дека ќе можеби да нема да станеме исти толку брзо, но ќе станеме блиски до компаниите во Америка. Така како што доаѓаме студентите ние задоволни од компаниите во Америка, тие истите студенти, ќе се ставам јас во тој кош, тие студенти ќе дојдеме еден ден во тие нели управувачки одбори, каде што верувам дека ќе го смениме менталитетот во Македонија и менталитетот на менаџментот на компаниите кои што нели нудат пониски услови. Па носиме некоја вредност, носиме некоја различна филозофија, таму гледаме како ефективно функционираат работите кои не се персонализирани, но се деперсонализирани. Успехот е деперсонализиран и само така станува понатаму персонализиран. Се знае името и презимето на тој кој што го сработил. Ние тука обратно некако правиме. Прво името и презимето, па успехот и тогаш правиме джева. Таму се работи за успехот и кога ќе се успее, тогаш ќе те препознаат по името и презимето, кога што викаат во фудбал играј за предницата на дресот, за клубот, за репрезентацијата, они ќе запамтат презимето позади на адресот. Точно. Добар исказ и го поддржам твојот став. Најинтересна анегдота вака да не споделиш од твоето искуство во Америка. Најинтересна анегдота. Можам да го споделам тоа вака. Имав прилика дел од работниот ангажман, втората работа да ми биде работа во забавен парк, каде што работе во така наречена страшна куќа и позицијата ми беше да плашам луѓе. Сега, многу интересна позиција, многу несекојдневна позиција. Прво, ја не сум таква особа да може да ја работи таа позиција, меѓутоа немав излез, треба да се издржуваш. Меѓутоа стана професионалец. Станав професионалец во истата, точно така. Наидов на многу интересен момент каде што нели си поминуваат учесниците, да ги наречам, нели на таа забавна страшна куќа. Сега мене ми е работата да им излезам, бидејќи ме маскираат претходно, само да им излезам да се ислушат како реална особа, нели. Ти поминуваш, не очекуваш да имаш актер во самата страшна куќа. Очекуваш само да поминуваш и да има одредени нели звуци, одредени страшни сцени и така натаму. И сега поминува една група на луѓе. Сега јас излегувам, само една жена кажува цовки на српски јазик. И викам јас на нашки, зошто ме вреѓаш? Вика, ти разумеш? Викам, разумем. И така се стрвен, и така и падна непријатно што до ден денес си ќе памтам до крајот на животот таа ситуација. Тоа ме врати во времето многу и ме потсети на многу во момент интересно. Да не ти рече госпоѓата, причај српската цел свет разуме. Не ти рече ли тоа? Секаде не има, мислам, нас балканци буквално секаде не има, реално секаде не има. Да, бев изненаден дека гостите што беа на забавниот парк се решиле да дојдат, нели да го поминат денот во забавен парк во мало градче во државата Нью Џерси во Америка. Така. Да, многу интересно. Пример, јас да споделам вака една анегдота. Од тоа луѓето што ги имам видено таму, имам запознаена сенаторка. Во моментот таа беше сенатор на Мичиган, Деби Стебанов. Јас сум роден 2001, таа од 2001 до 2025, мислам дека беше sitting сенатор, беше актуелен сенатор на Мичиган. А второ ги имам видено Доналд Трамп во живо. Тоа е еден као хайлайт, да кажеме, на моето искуство во Соединетите американски држави. Добро памтам еден господин, едно утро, во кое што ништо не очекуваш, утро досадно, за чудо немаше многу гости, доаѓа еден господин, седи сам и одма гледаш во стилот е нешто поинако. И доаѓаш до него и така малку вака поставот, мислев дека од Блискиот исток, вака поставот по лицето, да кажеме, по начинот на функционирање на масата. Предпоставував и правиме вака, доаѓам да го слушам и вика, дијалектов ти е чуден, кај си ти? Викам, ајде да погодиме, викам, вика, ти си негде од Балканот. Викам, да, викам, ама нема да погодам, не сакам да сгрешам. Вика, ај помогни, ја викам, јас сум Македонија. Вика, ау, бегај. Јас сега што да чекам, пошто човекот мене малку ми личеше како Блиски исток, као италијанец, нешто и помеѓу тоа. Јас се викам, господине, ве молам, вика, се тоа нормална база на шеговиот начин. Ми вика,
Вика, јас сум од Персија, вие со Александар Македонски ни ја пореметивте историјата, да не правиме муавет, ама тоа нормално на шеговит начин беше и многу си поминавме. Има вакви многу моменти. Пример, топли поздрави, свето добро мисли за Македонија. Тоа ми е важно да го кажам. Светот има добра перцепција за Македонија. Точно е дека дел од американците не ни знаат кај е Македонија, но сега не треба тоа да го следуваме на база дека они не знаат географија или историја. Македонија е 2 милиони народ. 25.700 и нешто километри квадратни. Тоа е за амерички стандард и за светски стандард, тоа е многу малку, да. Многу малку е дефинитивно и убаво што ги споделуваме овие приказни и искуства и анегдоти, да кажам. Јас се одбрав точно оваа анегдота, бидејќи е убав мотив за секој студент да без разлика од кој ешаблон доаѓа нели во Македонија, да работи било каква работа, да не се навредува од работата и од позицијата. Апсолутно. Да, јас прифатив да работам како, не знам сега како да го називот како да го кажам, да плашам луѓе, значи да се спуштам толку ниско како студент со цел да ги научам нели сите левели на работењето. Без разлика од какво семејство доаѓаме, нели, од каква околина доаѓаме, колку сме едуцирани на некој начин и се натаму треба да се поминат сите левели нели од работењето. И затоа секој студент го охрабрувам да не пребира многу работа, да работи се што ќе му дојде, бидејќи од тие моменти, тие искуства се оформуваме како личности. Така е, честна работа, добра идеја, добра енергија, позитивен став кон секого и почит кон секого и само на тој начин ти го добиеш тоа што го пружеш. Меѓу другото, она што може да се сложиме е дека оваа програма продуцира голема вредност, која што на нас младите ни е особено важна. Ни е златна шанса на некој начин за искористување на познавање, но и на искуствата кои ги дава овој престој. И кога веќе зборуваме за вредност, понуда на вредност, добро е да споменеме јас и ти од каде се познаваме. Јас и ти се познаваме од школата за млади лидери на поранешниот председател Ѓорги Иванов. Точно. Тоа е една школа која што ги негува овие работи, кои што меѓу другото оваа програма ги дава, тоа се позитивни вредности кои што нас ни помагаат во иднина да станеме подобри луѓе од тоа што сме, но меѓу другото да бидеме и подобри лидери од тоа што сме. Во моментот е повикот за 17-тата школа за млади лидери, која што мислам дека трае до 30 јуни и би ги повикал сите млади луѓе кои што имаат завршено високо образование да ги искористат овие можности и да знаат дека и во државата има работи кои што се светски признаени, исто како и оваа студентска програма Work and Travel, но и како и работата на оваа агенција до нас, а тоа е агенцијата Коузен. Стеван, дали би ме дополнил ти со нешто околу школата каде ја и ти се знаеме? Се согласувам, школата е една фантастична можност за секоја млада особа која има амбиции да биде млад лидер во иднина. Јас отидов без никакви очекувања, како што ги советов и сите студенти нели да учествуваат да направиме на паралела нели на програмата Work and Travel без никакви очекувања, добив вредности, добив искуства што мислам дека и то како ќе ми бидат значени, ми значат за оформување на еден млад лидер нели можам да се ставам во таа категорија и се надевам дека во еден повозрасен и постабилен лидер во иднина. За секој што се двоуми или што нема слушнато за школата, ова е повик да не размислува, секако да се пријави и дека би била одлична можност, не знам колку пати да го употребам зборот одлично, да ја помине, да го помине тој предизвик, бидејќи е предизвик, ама добива многу вредности. И веројатно едно најраздвижечките, да кажем, најраздвижените, да се коригирам ако смеам, најраздвижените алумни организации во државата и веројатно најдобра нега на она што значи дека треба да засадиме семе и да го очекуваме тоа дрво, ама да не ја очекуваме сенката под која таа дрво ќе го остави, бидејќи тоа на некој начин давање вредност за иднината и почит кон младите да си најдат и местото и приликите и да градат свет иднина врз правилните насоки. Стеван, јас и ти тука завршуваме. Брзо помина, убаво си разборавме, знам дека јас и ти после ќе позбориме малку повеќе за Америка. Дали имаш некоја завршна реченица пред да преминеме на еден позабавен дел? Пред да завршам, пред да ја кажам завршната реченица, можам да кажам дека името на подкастот треба да ви биде 45 секунди, не 45 минути, бидејќи 45 минути помина буквално како 45 секунди и многу ми е драго што толку брзо ни летна времето, бидејќи брзо летното време значи исполнето време.
и стварно како пак ќе направиме на паралела со програмата, секој пат треба да забавата да биде вклучена, нели јас си поминав на вистина забавно. Сега за завршната реченица можам да споделам дека секоја млада особа кој ќе се соочи со било каков предизвик, би решил да аплицира за самата програма Work and Travel или за школата за млади лидери, да го превземе тој предизвик, бидејќи возрастниот свет е полн со предизвици. И ако не се подготват, нели, со навремено со тие предизвици, ако не ги поминат, нели, тие бебешки чекори на почетокот, потоа нема да бидат подготвени. Затоа да може да превземаат многу предизвици, многу ризици и да излегуваат од комфортната зона во која што се наоѓаат. Одлично, Стефан, за крај да го краси делото. Брзи 45 секунди. Дали си спремен? Секако. Work and Travel во 3 збора. Work and Travel. Прва држава што детекнува кога ќе кажам можности. Стейт амерички или генерално? Генерално. Генерално Америка. Дали младите денес се похрабри од порано? Да. Зошто? Бидејќи има поголемо заинтересираност за Work and Travel. Најчеста заблуда за работа во странство. Ќе заработам $30,000. Америка или Европа? Америка. За кого ќе навигаш на светско? Америка. Најдобар совет за студент што прв пат оди во странство во една реченица. Да нема преголеми очекувања. Најубаво место од Соединетите американски држави. Мајами. Со Мајами завршуваме, мислам дека тоа е најубаво место со кое што веројатно може да завршиме. Стеван, уште еднаш ти благодариме многу што беше дел од нашиот скромен подкаст. Мислам дека поразговаравме на тема која што во моментов, во месец јуни е многу важна за студентите. Им посакуваме најубаво да си поминат, вредно да си работат, убаво да си заработат пари, да се вратат пострекни, повесели, поумни од тоа што сме ги испратили од тука, да кажеме. Ти благодарам, Данило, и се надевам дека во иднина ќе имаме можност повторно да поразговараме на овие теми. Сигурен сум дека ќе имаме. Стефан, уште еднаш голема благодарност. Благодарам. До нашите гледачи ви благодариме што и денес бевте со нас на овие 45 минути. Ви посакувам многу добро, бидете добри и чувајте се.